Насилството е се уште еден од главните проблеми поради кои звони телефонот на СОС за деца и младинци, без разлика дали станува збор за семејно, меѓуврсничко или насилство во образовните установи, а најголем број од оние кои се јавуваат се македонци, а по нив следат ромите и албанците. Според СОС линијата, кога станува збор за семејното насилство, најголем дел од пријавите се заснуваат на физички напади, а голем е бројот и на оние кои пријавуваат психичко малтретирање на децата. Децата се директни сведоци на се што се случува меѓу родителите и партнерите и каде што најчесто најголеми жртви се децата, независно од тоа кој го врши насилството, дали сопругот на сопругата или сопругата на сопругот. Во било кој од овие случаеви детето е жртва и треба да се постапува соодветно со него. Во текот на една година на СОС телефонот за деца и млади се регистрирани 113 случаи, при што се опфатени 228 деца, но сепак загрижувачки е податокот дека децата не се охрабруваат сами да го пријават кршењето на нивните права. Од детската амбасада Меѓаши велат дека е потребно да се направи повеќе за охрабрување на децата, да се информираат или да пријават прекршување на своите права. Воочливо е дека на телефонот се обраќаат возрастни, а не се обраќаат деца. Особено оваа година немаме ниту едно директно обраќање од дете. Тоа ни е нас показател дека треба поинтензивно да работиме на охрабрување на децата да ни се обратат и правиме обиди во рамки на другите активности на Меѓаши тоа да го направиме. Во податоците за дојави се истакнува барањето на материјална помош, а гордлив проблем останува и прекршувањето на правата на детето при бракоразводните постапки, каде што во 85% од случаите детето има проблем да си го види едниот од родителите.